Во мигрантскиот камп на островот Самос, првично изграден за сместување на 650 луѓе, во моментов има над 6000. Илјадници од нив се во потрага по место во ридовите над градот, правејќи импровизирани домови од секаков материјал што можат да го најдат. Георгиос Станцос, новоизбран градоначалник за источната половина на островот, наведува дека тие се изложени на ризик од пожари и поплави и оти ситуацијата се влошува секојдневно. Εάν δεν υπάρξει το υποσχεθέν, αν δεν υλοποιηθεί το σχέδιο της κυβέρνησης για αποσυμφόρηση των νησιών, από μόνα του πλέον τα δεδομένα του όλου θέματος λένε ακριβώς τι φοβόμαστε. Φοβόμαστε λοιπόν ανθρωπιστική κρίση μεγάλης έντασης με υγειονομικές προεκτάσεις, ζητήματα ασφάλειας, πιθανών εξεγέρσεων, συμπλοκών και όλα αυτά τα οποία θέλουμε να αποφύγουμε. Станцос прецизира дека градот Самос има околу 7000 жители и скоро исто толку баратели на азил, што е највисок процент во цела Грција. Во октомври во кампот избувна пожар проследен со тепачки очигледно меѓу ривалските сириски и афганистански групи. Ние ја надминуваме црвената линија, вели Станцос, потенцирајќи дека секој случај настан може да доведе до страшни последици. Εκφράζουμε την αγωνία, προσπαθούμε να διατηρούμε την ψυχραιμία μας, αλλά είναι μη διαχειρίσιμη πλέον η κατάσταση. Со него се согласува и Калет од Газа. The situation here be worse day after day, and a lot of people have problems here, and we don't have nothing. We live here without electricity, without water, without shower, without bathroom. And this life, it's not suitable from human, and this for animal. 4 години по бегалската криза во 2015 година, Грција повторно стана клучна точка за влез на барателите на азил во Европа, веројатно поради обновените закани од турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган дека ќе ги отвори портите за милиони бегалци ако Анкара не добија поголема помош од Европската унија. Владата во последно време пренесе стотици баратели на азил од грчките острови на места на копното, со најава дека сака да премести 20.000 до крајот на годината. Но бранот продолжува. Стотици доаѓаат секојдневно, а Министерството за миграција соопшти дека 40.000 луѓе пристигнале од Турција во изминативе 4 месеци.